Со 3,4 милиони евра владата ќе помага формирање акцелератори каде младите ќе отвараат сопствени бизниси, а финансиски ќе поттикнува и технолошка експанзија на мали и средни фирми преку набавка на технологија и опрема за зголемување на конкурентноста. Владата објави јавен повик, а рокот за аплицирање е од 27 јули. Само за да започнат свој бизнис и формираат своја компанија, младите ќе добијат канцеларија, едукација и пари. Предвидено е да се создадат компании акцелератори кои треба да обезбедат 25% од потребните средства, а останатите 75%, најмногу до половина милион евра, да ги добијат од владата. Компаниите кои пак ќе вложат во нова технологија ќе бидат поддржани со 50% поврат од средствата. Ги повикувам сите млади луѓе да ја препознаат шансата, дека не е доблес и голема среќа да се работи само во администрација и во државна компанија, дека е голема среќа да се формира своја лична фирма и им советувам од моje лично искуство дека да го направат тоа ден порано, ден подобро. Мислам дека оваа мерка е многу клучна и важна, да многу млади луѓе во Република Македонија останат во нашата држава. Директорот на Фондот за иновации Јован Деспотовски истакна дека се очекува од предвидените 3,4 милиони евра, заедно со вложувањето од корисниците да се генерираат најмалку 5,5 милиони евра. Нашата цел со овој повик денеска, со овие два нови инструмента, е да ги поддржиме креирањето на брзо растечки бизниси и да поттикнеме создавање на високо платени работни места. Значи, нашата цел е да дадеме понуда за младите, особено преку делот на бизнис акцелераторот, кој што реално ќе крира и бизнис, меѓутоа ќе крира и работни места кои што нема да носат плати од 10, 12 или 15 илјади денари, туку ќе поттикне крирање на плати од 30, 40, 50 или 100 илјади денари. Се очекува корисници на парите за отварање бизнис акцелератори да бидат факултетите од техничките струки, општините и инвентивните компании. Треба да бидат формирани најмалку 4 акцелератори на целата територија на државата. Грантовите што се доделуваат со двата нови инструмента се дел од заемот во износ од 9,5 милиони евра од Светска банка во 2013 година.